вашата порака вечерва? Мојата порака? Многу треба да направиме за да смениме. Многу. Прво од нас да почне, да престанат да се сликаат политичарите покрај повредени деца, покрај деца кои што се борат за живот, да престанат да ги користат овие за политички цели. Не интересира политика, затоа што политиката очигледно и корупцијата почна да не убива во вистинска смисла. Да не ја забораваме оваа трагедија. Да не ги забораваме. Господине Заев, сте единствениот човек во последниве 2 декади кој што ја смени историјата во Македонија, кој што ја тргна маската на вештачкиот лицемерен национализам кој што се криеше зад зборот демократија. Вие, господине Заев, ја сменивте историјата и на Балканот, кој што во умот на секој интелектуалец низ целиот свет постои како црна дупка се уште, поради разорниот конфликт, поради национализмот, поради лажниот патриотизам, кој што ништо друго не ни донесе освен разор и конфликт меѓу сите нас. Вие, господине Заев, сте првиот човек кој тоа го донесе. Вие сте најголемата мотивација поради која што јас, како еден... Господине Заев, да се представам, јас малку сум боемски тип и... Ве прашам, што со пренатрупаната државна администрација од страна на ВМРО-ДПМН? Да им кажете дека Заев беше во Ландово и рече дека ќе ги бркаме. Ќе ги избркаме од работа и тоа да го знаеме. Свесни сме дека ако сакаме да бидеме власт, ќе влеземе тимски, од хигиеничар до министр, во секој ресор во државата и така имаме намера да ја водиме Република Македонија. И кога се дружите со нив, велат, вие сте мекиве, вие заборавате. Вие ќе одмине времето и ќе видите пак исти, ве знаеме. Да им кажете исто така, беше Заев, апсениот Заев. Живи луѓе има да јадеме после. Новиот концепт кој што се повеќе ќе го слушате.